Благодарам колешке на репликата. Најнапред би сакал да ви кажам дека и ние сите сме тука за реформа во образованието, не со радикална измена како што сака да ја наметне Министерството за образование и наука и министерката Мила Царовска. Исто така би можел и јас да ви ги цитирам забелешките од професориите и академиците на јавната расправа, но нема да го направам тоа, затоа што сметам дека во најскоро време комисијата ќе ги изготви заклучоците, дека ќе бидат испратени најнапред до нас пратениците, до Министерството за образование, дека ќе бидат земени во предвид. Јас, она што дел од мојот говор, ги изнесов само забелешките, кои што се во форма на заклучоци од Советот на родители, и во онаа насока, каде што спомнавте вие експлицитни слики, заклучоците на Советот за родители е дека во таа област треба да се вметнат детски психолози, педиатри, невропсихијатри, стручни лица кои треба да се исконсултираат во насока на подготвување на еден таков вид на образование. Понатака, ми читате флоскули, образование фокусирано на учениците, а ни еден ученик немавте изанкетирано што тој мисли за ова ваша предлог концепција. Си правевте анкети со експерти викани во кабинетот на министерката Мила Царовска, а токму пред недела дена ги слушнавме горе вистинските забелешки од Институтот за историја, Институтот за социологија, физичари, математичари, психолози, географичари и така натака. Ни предстои многу работа околу напредување и усогласување на овој концепт, доколку се сака и се има искрена волја и желба да се слушнат мислењата, истото да се вметне во оваа предлог концепција. Во таа насока ве молам, немој да ги извртувате тезите и да манипулирате. Мојата дискусија во ниеден правец не беше дека сум против реформа во основното образование, напротив, сите сме за реформа, но таа реформа треба да оди постепено, треба да оди чекор по чекор и затоа сметам дека не треба да се брза со ова задолжување. Благодарам.